Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте во терминот за дебата на отвореното студио во Еден телевизија. Вечерва со нас се тројца наши гости со кои ќе разговараме за една тема која што директно не е поврзана за политиката, е всушност целата само политичка тема. Ќе разговараме за интернет. Како што знаете, денеска ни животот, ни политиката не ги бидува без интернет, а директниот повод за оваа дебата е една пресконференција која што на крајот на минатата недела ја одржа министерот Дамјан Манчевски. Добро вечер, министре. Вие сте вечерва со нас. Министерот за информатичко општество и администрација. Ова е така едно комплексно име кое подразбира разни аспекти. Со нас е и колегата Владислав Бидик, познат твитерџија, кој што е IT експерт, и се разбира Филип Стојановски, кој што ни доаѓа од Метаморфозис, организација која што се занимава ексклузивно и интензивно години наназад со експлоатација, истражувања и така натаму на интернет просторот во Македонија, па и вон Македонија. Добро вечер за сите. Министре, одржавте пресконференција на која што ја го представивте мапирањето на интернет мрежите во Македонија. Тоа е дел од нашите европски обврски и тоа се прави за прв пат, се прави во Македонија. Ќе може ли на кратко да ни кажете зошто е тоа важно и на што наидовте со тоа мапирање? Прво, ние не го почнавме мапирањето заради обврските спрема Европската унија, туку заради предсе наши потреби. После испадна дека и Европската унија ни го побара тоа, затоа што прилично високо во последно време е дигиталната агенда и на политичката агенда секаде низ светот. Она што за нас беше иницијативата и мотивот, прво беше да се измапираат претежно и најосновно државните мрежи. Ние пред се немавме во една централна база на податоци, на централна мапа, не ги немавме измапирано сите мрежи кои што постојат во државна сопственост од разни институции. А зошто е тоа така? Тој е комплексен процес, па не се стигнало или не му текнало некому да го... Не, мислам дека немало конкретна потреба. Ние сега со нашата стратегија во делот на проширување на пенетрацијата на широкопојасен интернет низ државата, но и во обидите да привлечеме перспективно и трет мобилен оператор, сакавме ги ставиме на едно место сите државни капацитети и да видиме колку од нив седат неискористени. Како и да разговараме со сите заинтересирани страни, тука зборувам оператори, невладен сектор и така натака, што е наша проценка дека ќе остане неискористен капацитет. И врз основа на тие податоци ова да го понудиме под одредени услови, зашто направивме и законски измени на економските оператори. Паралелно со тоа, решивме да ги измапираме нормално и белите зони, тоа се така наречени зони каде што ниту еден оператор не нуди брз интернет. Ниту пак има план да го понуди во следните 3 години. Тоа е дефиницијата како што се дефинира бела зона. Сива зона е каде што има минимум еден, но нема план тоа во следните неколку години, и црна зона е она каде што постои и конкуренција и понуда на и супер брз интернет и брз интернет. И што покаже тоа мапирање? Значи, прво ни ги даде зоните каде што очигледно нема никаква економска логика за ниту еден оператор, ни сега, ниту во блиски днина да инвестира во мрежа. Значи, тука треба да се постави инфраструктура. Тоа се предпоставувам зони кои што се слабо населени, кои што имаат слаба економска потенцијали и така натаму. Може би географски недостапни. Има секакви, не, пазете, има такви зони во Скопје. А зошто се тогаш не развиени? Едноставно нема економски интерес, точно се помалку населени, зборуваме за поретко населени места, потешко пристапен терен. Значи, дури во рамките на црна зона, постојат бели зони ако се оди по улици и по детали. Нас не беше важно сега поголемата слика на ниво на населено место, да видиме кои населени места, во кои што него живее сепак, да треба да инвестираме пред се ние како држава, значи тоа веќе го признаваме, нема економска логика кај ниеден економски оператор, и тука државата треба да влезе со сопствена инвестиција или со помош на Европската унија, што сега ни се нуди како опција, за да ја поставиме инфраструктурата до овие бели зони. Државата понатака нема план да биде оператор. Туку ова нова инфраструктура, како и постоечката што седи неискористена, сакаме да ја дадеме под одредени услови на користење на евентуално заинтересирани економски оператори. Нормално, покрај понуда треба да има и попарувачка, значи треба да има и луѓе кои што ќе бараат услуги таму, ќе имаат. Објавивте прилично оптимистичка слика. Велите дека 78% од македонската територија е покриена со брз интернет, а европскиот процес е негде околу 80%. Да.
Меѓутоа, денеска излезе Бидиков едно истражување кое што го правеше една британска организација, ако не се лажам, во кое што ги оценуваше брзините на мрежите во светот и во Европа, па и на Балканот. Најбрз е Сингапур со 70 на мегабити по секунда, потоа следуваат шведски, дански и така натаму, кај што се негде околу 45-6-7 и така натаму. Македонија е само 8. И ние сме практично после најлошо пласирани, зад нас е само уште Босна и Црна Гора. Значи, како е да ја дефиниме, што е тоа брзината? Брзината значи ако сега се обидете да симнете филм, ако тоа таа операција во Сингапур, кој што е светски најбрз, ви трае 10 минути, овдека веројатно ќе ви трае едно 3-4 часа. Во таа смисла, моќта на проточноста на податоците кои што ги нуди мрежата. Бидиков, што значи тоа за нас дека кај нас има покриеност со брз интернет 78% од територијата, но тој брз интернет всушност е релативно споредено со некакви повисоки стандарди. Министерот не се согласува, клима со главата, ама ќе му дадеме шанса да реплицира. Не, само кратко, кај нас не се користи, а има покриеност. Нема претплатнички договори, тоа е веќе друго. Добро, и тоа е важна забелешка. Да, веќе министерот ја начна темата. Генералниот проблем што го имаме во нашата држава не е дека ние немаме покриеност. Од секогаш одлично сме котирале успореба со Европа, па и тука на Балканот. Меѓутоа проблемот е што операторите нудат у пазарни цени. Значи, вие имате можност да имате многу брз интернет, меѓутоа операторите ви нудат просечно 8 мегабита. Заради некаква економска бизнис логика? Па, тука е малку приказната јајцето и кокошката. Значи, операторот нема да понуди побрз интернет ако корисниците не бараат. А корисниците нема да бараат ако истиот не е економски исплатлив. И операторот треба на еден вешт начин да изнеде еден концепт со кој ќе ги привлече и постојано ќе ја зголемува брзината. Во некои аспекти способата е многу подобрена, во некои аспекти е влошена. Например, еве ако споредиме за мобилни телефони, факт е дека брзините на мобилните телефони, значи на интернетот на мобилен телефон овие неколку години е драстично зголемен во спореба со пред 3 години. Меѓутоа ако тоа го претвориме на пример во класична фиксна служба, значи тоа е дом ADSL или оптички кабли, ќе видите дека тука ситуацијата е малку влошена. До некаде тој природен процес, бидејќи на некој начин луѓето тежниат кон почесто користење на мобилен телефон. Така да тука можеби анализата секогаш треба да се домашната употреба на секогаш треба да имате еден баланс и да видите, затоа што се повеќе работите можете да ги консумирате на мобилен телефон, па тогаш не чувствувате потреба да имате дома десктоп. Тоа е исто како да прашате дома дали имате, порано прашувавте дали имате компјутер, сега веројатно ќе прашате колку лаптопи или колку таблети имате дома. Значи таа една транзиција кон мобилност предизвикува една ваква ситуација. Меѓутоа чисто за спореба, ако во мојата убава вила каде што пред 10 години брз интернет беше мислена именка, како што и телефон веројатно, јас сега таму имам покриено со 4G. Се уште немам брз интернет по бакар и веројатно поради планинско место никогаш нема да имам, меѓутоа 4G можеме да имаме. И затоа треба да бидеме свесни кон што тежнееме. Не можеме да ги развиеме двата сегменти, ни фиксните линии, значи ни мобилните. Токму околу тоа и иницијативата на државата во таа сфера имам намера вечера да поразговараме, но сакам и Филип да го чуем околу оваа тема. Што се, Филип, вашите согледувања? Па, она што е најважно е, јас ќе го цитирам колегата Пардел Јашарија од Метаморфозис, кој што брз интернет го дефинира како интернет со брзина која што е потребна да се заврши работа која што му треба на граѓанинот да ја заврши. Значи, доколку на граѓаните им се нудат услуги кои што треба да ги извршат преку интернет, инфраструктурата треба да го поддржи тоа кое што им треба на граѓаните. Ние гледаме дека во последно време и намерно, но и на некој начин како резултат на целото обкружување на 21 век, почнува да се нудат услуги кон граѓаните, особено оние кои што се однесуваат како за задоволување на нивните потреби од страна на државата. Услугите се на некој начин и мотор на развој и на електронската трговија и на многу други гранки на општеството. И освен што е потребна инфраструктура која што на граѓаните ќе им возможи пристап, потребни се и низа други фактори
кои што ќе овозможат тие да ги користат. А тоа не е само на техничко ниво. Добро, една од потребите да се направи мапирање, вие тој го кажавте, министре, на самата пресконференција, е дека државата ќе направи план, каде ќе направи државна интервенција за инвестиција во брзи и супербрзи мрежи. Што значи тоа? Има ли некаков рок? Тоа значи дека државата ќе процени, бидејќи гледате, во оваа сфера државата игра важна улога. Напросто може комерцијалниот интерес да го потисне и потоа со различни пристапи, мерки, задолженија, субвенции и така натаму да направи драстични потези кои што ќе значат побрз развој. Кога се очекува таков план да се направи? Имате тоа нешто што се планира или само вака убаво звучи ќе има план, ама не знаеме кога ќе биде? Не, тоа е новата национална стратегија за широкопојасен интернет, е во финална фаза на подготовка на драфт документот. Значи ние верувам дека да не беше и малце гужвата околу референдумот и пред крај на септември ќе успеевме, меѓутоа на почетокот на октомври ќе го објавиме тој како предлог документ, што нормално ќе биде понуден на граѓанскиот сектор, на универзитетите, на сите кои што се заинтересирани да го коментираат, да имаме една дебата околу тој документ. Целта е до крајот на оваа година тој документ да се усвои, но не само како една стратегија нова приказна, туку покрај тој општ дел да има еден акцијски план, многу конкретен акцијски план со конкретни локации, линии и кој тоа ќе го плати. Значи, едно е државата што планира да инвестира од собствени средства, а друго е каква ќе е поддршката на меѓународните финансиски институции. И сега, сосема се во право, што кажа двајцата соговорници, значи не е само да се истовари инфраструктурна мрежата се постави, а никој да нема побарувачка. Значи мора да постигнеме баланс помеѓу понудата и побарувачката. И сосема... Што значи тоа практично, да има побарувачка? Што значи? Што се очекува од луѓето, каква побарувачка да направат? Дали тоа значи дека вие, пак доаѓаме до јајците кокошката, дали треба значи да се појават 100 бизниси на кои ќе им треба тоа? Или треба да го има тоа за да се појават 100 бизниси? Не зборуваме за најосновни потреби на граѓаните, не знам, вадење документи, извршување на, значи, услуги. Да мора да се обратат преку интернет. Не, да полесно име, да побрзо име и поевтино име. Затоа ќе се појави побарувачката. Ако некој живее во рурално село, многу е полесно се донесе услугата до него на неговиот уред, отколку човекот да се однесе до било која локација кај што има шалтер. И го видоа тоа и банките. Гледате, се повеќе банки почнуваат да нудат електронски услуги, како и наплата компаниите што сакаат да наплатат. Но тоа е она што викаме, ние треба да обезбедиме инфраструктура, но исто така мотор, генератор на побарувачката е исто државата. Преку обезбедување на електронски услуги, кои што во многу помасовен обем ќе ги нудиме веќе исто од почетокот на следната година преку промоцијата на новиот национален портал за електронски услуги, кој што во финална фаза го развиваме со европски пари. До крајот на овој месец ќе биде готов и веќе во октомври можеме да го промовираме, меѓутоа ќе почне да функционира од почетокот на следната година, поврзано и со други работи. Значи ќе има сет на услуги кои што граѓаните ќе можат многу полесно ги добијат на електронски начин. Министре, морам да ви спротивставам една друга теза која не се однесува на вас лично, туку е можеби во принцип. Гледате, за секоја влада која ќе се спомне Силиконска долина, тоа кој ќе дојдат изборните периоди, тоа се ветуваат мед и млеко. На крајот секоја влада, па и вашата, бира да дава субвенции на земјоделци, а не на IT експерти. Затоа што се разбира, земјоделците се побројни гласачи. И сега, јас ги слушам вашите елаборации за планот, за стратегиите, дека тоа владата и така натаму. На крајот, кој ќе дојде да бирате помеѓу тоа, пазите, говориме субвенциите за земјоделие во оваа држава се 130-40 милиони евра. И кога ќе дојдете да бирате дали ќе ги даете парите за развој на IT секторот или ќе ги даете на земјоделците, некако владите бираат да ги дадат на тутунопроизводителите. Добро, веројатно се погласни. И побројни се за гласови. Не, добро, во право сте. Значи, исто така мораме да внимаваме на така наречениот дигитален јас. Значи, постои цела една категорија на социјално загрозени наши сограѓани, кои што тешко ќе можат да обезбедат и да го платат приклучокот и после месечниот паушал, како и да си обезбедат уред, не знам, перспективно 5G уред, кој што сега нема поевтино од отприлика $500, за да имаат пристап до 5G мрежа која ќе стаса кај нас. И затоа и тука мора да смислиме еден пакет, но сосема сакам да се вратам на она што ја презентиравте, податоците што вие кажавте на почеток од британската анализа. Тоа сосема се поистоветува со податоците кои што ги има и Светска банка. Дека кај нас приклучокот по
значи по приклучок, цената по приклучок во однос на просечните примања на GDP и така натака, едно од најскапите не во Европа, во светот. Добро, но тоа е ексклузивна територија каде што државата интервенира. Бидиков, ако не се лажам, со спојувањето на VP1, како да опадне една конкурентска ситуација на пазарот во смисла на нудење и на овие услуги. Дали евентуално отварање за трет оператор ќе ја промени таа ситуација и на која страна ќе отиде таа промена? Бидејќи тоа се сепак најголемите понудувачи има во Македонија, не знам, имате ли список колку воопшто има понудувачи на интернет услуги? Има много. Има локално, стотина, кабелски, така натаму. Но ова се сепак главните двигатели. Бидиков, ќе има ли промена ако се промени конкуренцијата? Вака ги погледнете, значи сега ситуациите, ќе приметите дека има едно уназадување на брзините и пакетите. Некако луѓето што беа на VIP добија нешто, а луѓето што беа на One изгубија нешто ако паралелно ги ставите нивните пакети. Например, не знам, ако корисниците на VIP имаат 10 гига интернет, ови имаат 20 гига, сега сите имаме по 15. Значи тоа си предизвика еден проблем на пазарот. Тоа е првата половина од проблемот, а втората половина е што едноставно влезот на нов оператор е голема инвестиција. За кого? За новиот оператор. Од друга страна, влезот на така наречени виртуелни оператори е нешто што во Европа е многу популарно и многу полесно. Меѓутоа, тука зависите од комерцијалните услови кои ги диктираат овие големи оператори. И затоа вие не можете да добиете реална конкуренција. Ако државата или одредени институции не ја завршат правилно својата анализа, тука првенствено се оди кон регулаторот, во нашиот случај АЕК, имаме ситуација да вие мислите дека имате конкуренција, дека пазарот ви е конкурентен, тие теориски модели тоа го покажуваат, но во пракса тоа не е така. Кај нас, за жал, цените на претплатите, во кој е вклучено, да речеме се вклучено, неограничено, се во пораст последниот период и сега веќе со одредени движења кои се случуваат, тука е инициран потекот на владата за мапирање на овие зони, се гледа некакво раздвижување. Например, еве, моментално можете да користите некој видеосодржини вклучено у пакетот 2 години поред, преходно за нив доплаќавте. Значи, самата најава дека ќе има некакви мерки од страна владата, самата најава од некои заинтересирани правни субјекти за влез во пазарот, веќе креираат еден вид на конкуренција. Сега многу е важно тој потек да се истера до крај, да заврши успешно. Например, ние слушнавме некои мобилни оператори сакаат да влезат, меѓутоа не треба биде слушнавме, они треба да влезат, да работат. До кај е таа работа, министре? Се работи ли на трет мобилен оператор? Да размислувате сериозно во владата или сте уште во фази на опипување на интересите? Прво требаше да ги создадеме условите и да им ги прикажеме на било кои заинтересирани страни дека дека треба да дојдат и да почнат да градат од нула. Затоа што сосема точно кажа господин Видиков, многу е скапо да земја се прави од нула. И тоа што ние сакавме да го направиме, и затоа прво решивме ние да си го исцртаме, да си го измапираме, да им кажеме на било кои заинтересирани инвеститори, видете овде има постоечка инфраструктура на терен, значи таа постои. Дел е во државна сопственост, но исто така разговарајќи со операторите, затоа што ние разговаравме и со нив и за нивните планови за инвестиции во следните 3 години. Значи во мапирањето и тие инвестициски планови се вклучени на тие што ги дадоа, оста не ги дадоа. Сепак постои и одреден, ајде ќе го наречам приватен потенцијал, кој што ако се искомбинира, ама тоа се работа на инвеститорот, државата тука не може тоа да го прави. Ако ги земе во предвид постоечките државни капацитети и постоечки помали можеби оператори и паметно одигра, може многу по лесен да му биде влезот, да кажам, или поевтин да му биде влезот на пазарот. Значи ние работиме на таа тема, но оно што сега стварно не ќе овде да зборам на оваа тема за политика, ама на вистина. Та истрпени се од притисокот политички јасно. Не, надежта која што ја дава влезот во НАТО и во Европската унија најмногу влијае кај инвеститорите за да бидат заинтересирани. И сега малци и они чекаат, сакаат да видат што ќе се случува. Кога велите мрежи во државна сопственост, мислите на железница, мислите на пошти, мислите на МЕПСО, мислите на тие кои што се гради? МЕПСО, железница, македонска радиодифузија, ако македонска радиодифузија се дигитални линкови, не се оптика, и прилика тоа се големи. И тоа би можело да се стават на располагање за вон државна употреба и за одредени. Ние веќе го сменивме законот за енергетика во кој што дозволивме, до сега не беше дозволено, забрането беше, да се
дадат под било какви комерцијални услови, било кои државни капацитети за користење. Се уште подзаконските акти не се донесени, значи не се пропишани условите, ама законска можност постои се. Пред да преидеме во вториот дел на емисијата и на некои тврди политички прашања врзани за оваа тема, сепак ме интересира, Филип, каков е вашиот став, и за сите тоа важи, води ли државата вистинска креативна политика во смисла на IT секторот во земјава? Затоа што се отиде на субвенционирање на странски инвеститори, кои што со парите што ги добија од државата купија еден кадар кој што знаеше што е тоа, практично со наши пари ги плативме луѓето, тие се исцрпеа од приватните фирми. Приватните фирми македонски IT ни клекнаа во конкуренција со државата која субвенционираше странски, сега да не спомнувам имиња знаете. Тие практично можеби плаќаат данок, ако плаќаат и данок, и тоа е користе и ги вработуваат за плата луѓето што ги вработуваат. Има ли оваа влада, за претходната веќе не мора да разговараме, но оваа влада е веќе доволно време, има ли оваа влада стратегија за тоа IT сектор? Например, треба ли повеќе IT акселератори да се отварат? Треба ли тука да се субвенционира? Јас пак ќе направам таа драстична споредба. Спомнете им земјоделци 150 милиони. Спомнете им IT сектор, гледате, имаме проблеми конкурентноста мрежите, Европска унија, чекаме пари од Светска банка. Никако некако да дојдеме до точка, да. Па во овој момент има на неколку нивоа се прават одредени стратешки документи за јавни политики покрај оваа стратегија која што беше спомната за широко појасен интернет. И тоа го знаеме бидејќи ние бевме поканети преку разни работни групи како невладина организација да влеземе како дел од тие форуми, од тие напори. Во моментов не постои сеопфатен документ, но верувам дека ако продолжи во таа насока да се развиваат работите, дека би требало да сите тие напори за креирање политики да се обединат и на едно повисоко ниво можеби да се направи една нова национална стратегија како она од 2005 година. Аз се спомнам национална стратегија, мене одма ми звучи едно 3 години од сега. Да, но дел од работите, овие стратегиите или акционите планови што се прават во одредени области се применливи веднаш штом се спремат. Она што мислам дека треба да се земе предвид, освен овие фактори што ги кажавте, беше две работи во однос на приватниот сектор. Очигледно дека дел од операторите имаат неискористени потенцијали. Тоа може да го видиме и летоска од она што имавме реклами за вампирски интернет, така наречен, во 90-тите, кој што го имавме, кога беше импулсот толку скап, што голем дел од младите ентузијасти користе интернет после 12 часот, кога импулсот беше најевтин. Сега имавме токму таков некој пакет кој што на младите им нудеше бесплатен интернет после X во текот на ноќните часови. Како тоа влијае на нивниот психофизички развој и слично е дополнителна тема која што треба да се земе предвид при развојот на овие политики, бидејќи ширењето на овие можности мора да биде инклузивно и да ги земе предвид и не само премостувањето на дигиталниот јаз, туку и потребите за образование, за образовни и други содржини од локален карактер, кои што се неопходни за развој на нашето општество, ако сакаме да одиме во некоја насока. Без сеопфатен и инклузивен стратешки пристап, тоа Ние видовме дека претходната влада се качуваше по села и долини и на врвови на планини за да донесе интернет, па прави интернет киоски и така натаму, а истовремено видовме дека во школите се купува лаптопови и така натаму, тоа никогаш никако не профункционира како што треба. Има ли некоја промена во таа политика, министре? Се потрошија силни милиони, ако не се лажам, само за лаптоповите некои 30-40 милиони евра се потрошија. За тие воспоставување на интернет киосци во села кои што се планински и така натаму, не знам колку, ама бе убави за сликање, не верувам дека некој од тие работи. Што е се, имаме ли промена на таа? Мислам дека премногу се инвестираше претходно во, што викам јас, во железо, во опрема, во хардвер, а помалку се мислеше на содржините кои што може да се нудат, како и поврзаноста на самите училишта. Значи, ние сега се соочуваме со проблем дека и еве уште една од причините, уствари добро што се потсетив, што ги мапираме државните мрежи и капацитети и сакаме да направиме инвестиција од страна на државата во делот на инфраструктура е да се поврзат и училиштата.
да имаме државата да им обезбедува интернет на училиштата, да не морат да плаќаат на операторите посебно и така натака. И главниот проблем, мислам, претходно и нема веќе зборам за тоа, мислам дека не беше целосно осмислена тој проект, немаше содржина, значи децата имаа компјутери, но на нив немаше наставни содржини на кои што може да работат. Сега што е планот и концептот? Значи сосема се во право, пак ќе кажам другите двајца соговорници, дека мора да се гледа сеопфатно цела работа. Значи не е само ниту мрежата да инвестираме, не е само ниту содржината, туку се, например, и дигиталните вештини. Значи, ние мора да обезбедиме на децата од најрана возраст, но и на оние во средно училиште, но не оние на универзитетите, дека ќе имаат и на оние кои што веќе излегле од образовниот процес и се активни на пазарот на трудот или не може да се вработат, да имаат разни начини како да ги зголемат своите дигитални вештини. И тука се ред на ситуации. Значи, еден е проект кој што пилот проект сега во моментот го спроведува Британскиот совет во 4 општини само, каде што работат на зголемување на дигиталните вештини на децата од основно образование. Со британската влада сме во преговори да овој проект биде расширен на сите основни училишта во Македонија, така што ќе биде еден дополнителен сегмент на нивно образование, на страна од она што е човекот информатика, бар на времето кога бев во школа. Вториот дел е, навистина се обидуваме да оние кои што ќе матурираат со разни политики кои што ќе се спроведуваат преку Министерството за образование, да ги насочиме, ама тоа е логично, пазарот на трудот најмногу бара IT луѓе, да ги насочиме кон техничките факултети. Тој дел го спроведуваме и дел преку младинската гаранција, каде што... Се смеам, бидејќи секојаш се сеќавам на податокот дека во Македонија има 23 правни факултети. Така што тешко дека ќе се насочиме многу брзо кон технички. Не би се согласил со тоа. Побарувачката на пазарот на трудот е голема за ИКТ кадар, платите се неколкократно поголеми и дури од просечната плата и навистина, ако мене ме прашувате за било кој млад човек, вистинскиот избор сега е да оди да студира на било кој. Да. Доволно е минимум дури некоја дигитална писменост, значи не зборам за да можеш да се справиш со компјутерот, туку да кодираш, да нешто сепак програмираш, за да бидеш атрактивен веќе на пазарот на трудот. Преку младинската гаранција, ние што сакаме да постигнеме, и таа веќе исто се пилотира во 4 општини, се спроведува, меѓу кои што и во градот Скопје. Значи ние им нудиме на луѓе кои што ќе завршат образование, не се IT кадар, да можат релативно брзо, за 6 месеци до 1 година, преку разните видови на сертификати што ги нудат приватните компании, значи го инволвираме приватниот сектор, да станат основен IT кадар кој што ќе биде колку толку атрактивен на пазарот на трудот. Еве уште една мерка која што влегува во целиот тој концепт. Ама и во делот на образованието имавме комуникација со неколку големи светски компании кои што нудат и целосно поврзување на сите училишта, но и содржина, наставна содржина, согласно и нашите наставни образовни планови, но и она што е светско искуство, кое што ќе треба да се дистрибуира за да може да се користи. Значи, не знам, ќе ставите интерактивна табла во школа, ама ако немате што да правите, џабе е таа работа. Така е. Она што да се вратам и ќе завршам тука на стратегиите. Оваа е при крај. Стратегијата за сајбер безбедност веќе усвоивме акцијскиот план до крај на денот. Да. И токму денес, ако не се лажам, мислам дека преку Националниот совет за ИКТ започна спроведување на проект кој што го финансира USAID во првичната фаза, а ќе го превземе Европската унија веднаш понатака, односно зборувам за отприлика 2 месеца од сега, за креирање на долгорочна национална ИКТ стратегија на Македонија. И пак ќе кажам, ништо не е приказна. Значи едно убаво четиво кој што си кажеме ова супер е браво и така натака. На крајот има една табела, акцијски план, кај што точно бичува мерка, кој треба да спроведе, кој треба да плати и рок. Така да сите можат лесно да следат и да го спроведуваат. Бидиков, иднината е во IT, како да кажем, технологиите, информатичките технологии. Каде е Македонија во таа иднина? Ти сепак имаш добар увид и компаративен за тоа што се случува. Македонија одлично котира во IT, а за тоа доказ има повеќе. Може би најтипичен е колку лесно нашите студенти кои дипломираат IT може да додат понатака на магистарски, докторски. Исто така добар показател е дека голем број инострански компании сериозно ги ценат и ги користат капацитетите на македонските IT. Сега работата е
како можеби IT е најтипична гранка, меѓутоа IT е на бескајна приказна каде што работите се менјаат и технологиите преку ноќ. Ако денеска збориме за клауд технологии, тоа беше нешто што пред 5 години не постоеше. Ако сега збориме за паметни телефони, пред 10 години, нели, се уште нема. И YouTube, замислете го, немаше пред 10 години. Замислете, немаше Netflix, немаше Twitch и така натака. Генерално Македонија добро се држи, иако до сега немала систематски мерки и чекори за да биде севесна самата докаде. Па на што е тоа тогаш резултат на некаква приватна предуземност, предприемништво? Она типична македонска снодливост. И трина да се одржи на пазарот и тоа се покажа. Неколку македонски компании, стриктно македонски IT компании се етаблираа во светот и успешно просперираат низ годиниве, без да бидат она што се вика класични експозитури на некои странски компании. Значи имаме компании кои креираат софтвер, наменски софтвер, македонски софтвер, применлив по цел свет. Значи така имаме успешни приказни. Стратегијата да се даваат на офшор странски компании овдека инвестицијски проекти, така да е тоа добра стратегија. Во смисла на не мислам при тоа на позадината на парите, туку мислам на позадината на амбициите. Дали тоа не се сепак во крај на линија само искористување на една физичка работа на овдешните кадри, а потоа нема од тоа ништо во развојот, нема ништо во некаква општествена одговорност на тоа и така натаму. Бидејќи ние сме сведоци на тоа дека ќе ни дојдат овдека некакви блескави имиња кои ќе закупат зграда и потоа за одредени пари само ги користат овдешните квалитети. Има ли начин како да се бара од нив и нешто повеќе, да остане овдека некаква традиција, некаква школа, некаква друг тип на инвестиции, така и ги сме немоćни во таа област. Пак е за државата сепак да. Само збора. Не, добро. Факт е дека ја доаѓам од приватен сектор, значи ја не сум од класично доаѓам од администрација сега во моментов сум да. Меѓутоа факт е дека тој тип на субвенции создаде една вид на нелојална конкуренција помеѓу IT компаниите во Македонија. Ние сега, како влада, прво ги изедначивме генерално условите за финансирање за странски и за домашни инвеститори. Значи не важи веќе дека само странските инвеститори во овие технолошко-индустријските развојни зони, сите имаат пристап, сите под исти услови можат исто да го прават. Што се несува до ИКТ секторот, главната работа, и тука јас сум спремен за било која идеја да ја слушнаме, да ја поддржаме, да ги задржиме овде. Што ќе значи тоа на крајот на денот, има неколку идеи и концепти кои што треба да ги разгледаме, но главната работа е дека треба да останат овде. Дали тоа ќе биде давање на пристап на приватниот сектор да стипендираат, и сега го имаат, но под одредени други услови, че државата да ги субвенционира компаниите кои што ќе дадат стипендии во македонските универзитети, но со врска овие да останат да работат под домашните компании. И оно што не го кажа Бидиков, а јас стварно го мислам тоа, е дека покрај снаодливоста доста е високи квалитетот на нашите барем неколку поголеми универзитети во делот на ИКТ студиите. Значи квалитет имаме на студии и тоа е признаено затоа што ги ловат и ги земаат одма кога се при крај на студии. Така да и тој дел го имаме. Имаме квалитетен образовен процес во делот на ИКТ и она што ние ќе сакаме да го направиме е преку ова е првиот ќе биде државен финансиран технолошки парк за кој што веќе одредивме локација да биде во просториите на сегашниот машински факултет, е да малата силиконска долина. Па далеку сме тоа. Значи да привлечеме компании, не мора дали домашни или странски, кои што таму ќе развиваат нешто. Значи ќе има еден развојен дел, ќе има лабораторија, преку Фондот за инновации и технолошки развој се обезбедени средства за овие компании, стартапи, некои не се стартапи, некои поискусни, да можат да развиваат нешто. И она што јас сметам дека прилично ќе атрактивно за Македонија стане, значи не само тоа, цела оваа приказна, да кажам, што ја правиме околу оваа област, да стане атрактивна ИКТ дестинација, е дека владата планира пред крајот на оваа година да го намали данокот на добивка за ИКТ компании на 3%. Тоа нормално си има и своји ризици, да бидам искрен, но ако воспоставиме добар, фер, чесен систем на контрола, навистина мислам дека ќе даде дополнителен импулс пред се на домашните, ќе кажам, компании кои што делот профитот кој што ги се зголеми ќе го инвестираат во луѓе, повеќе и во развој.
Сакам да придеме на нешто што се вика cyber security, на тоа колку се македонските интернет. Филип, повели да не сакаш да додадеш нешто, како да не? Една работа мислам дека е многу важна во целиот овој процес на градење стратегија. Една од тие стратегии е стратегијата за отворени податоци. Она што ние го немавме во изминатиот период како општество се сигурни податоци за она што стварно е ситуацијата на терен, почнувајќи да речеме од компјутер за секое дете, и финансиските аспекти, но и реалните ефекти. И мислам дека е исклучиво важно да продолжи трендот на транспарентност и отчетност, со кој што не само носителите на одлуки, туку сите граѓани, па и заинтересираните и бизниси и граѓанскиот сектор, ќе има увид во реалната состојба врз база на реалните податоци, за да може сите да придонесат како што треба. Една работа која што исто така е важна е, мислам дека мора да се земат предвид и трендовите кои што тек доаѓаат во овие области, чисто за пристапот на интернет. Например, Apple планира да воведе eSIM картички. Новите iPhone-и ќе имаат способност да се смени телефонскиот број без да се внесува физичка нова SIM картичка во него. Туку ќе може да се менува операторот како што се менува, да речеме, Wi-Fi мрежата од кафич во кафич. И тоа може да го направи Apple како еден виртуелен светски мобилен, како да кажам, доминантен оператор. Гигант. И како што е и на други полиња, мислам како што се покажа. И така што дискусијата за трет мобилен оператор може да оди во насока дека тоа може да биде дури и тој битно, да. Не е неопходно некој кој ќе биде без ние воопшто да го земеме тоа предвид, токму заради тоа што тие веќе работат на технологии кои што ќе имаат возможност да влезат во пазарите на светот. И затоа е исклучително важно целиот овој процес да биде што е можно потранспарентен, за да може и инклузивен, за да може да се излезе од некои тесни кругови кои што сепак, мислам, со сета почит за пофалбите што беа искажани за македонската подготвеност и капацитет. И ние сме сепак општество во кое што имаме 2 милиони луѓе максимум. И нашиот како да кажам, обем на таленти во разни полиња ако имаме 2 милиони луѓе, веројатно и немаме 2 милиони овдека, кој знае каде се низмериот свет. Мораме да бидеме спремни и за поголема отвореност кон светот и интеракција на сите полиња. Колку е безбедна нашата интернет мрежа? Биди, колку е безбедна? Мислам, не е ова само затоа што ќе ви дојде американскиот секретар за одбрана и ќе ви каже дека сте подложени на напади, па потоа Заев ќе неколку пати ќе излезе да каже дека нема докази за тоа. Не е ова само затоа што ќе ви дојде кој беше следниот кој што рече дека исто така треба да се чуваме од сите тие притисоци. Колку е воопшто безбедна македонската интернет мрежа? Дали е тоа нешто што можеме ние да гледате, има други земји кои што отвараат цели сайбер департменти, како да ја кажем, кои се занимаваат со тој тип на одбрана. Колку е безбедна? Одговор на тоа прашање не можеме да дадеме, затоа што веројатно никогаш не сме направиле анализа и затоа што главните чинители, дел од нив се нарекуваат или иматели на критична инфраструктура, а другите се самите оператори, никогаш не биле спремни, никогаш не седнале да отворено дискутираат за такви според нив специфични или скриени теми. Приказната со сайбер безбедноста еволуира во светот. Тоа веќе можеби низ медиумите сте го прочитале. Она што се нарекува Internet of Things или IoT предизвикува да вие можете да на едноставен начин со мала небезбедна алатка да напаѓате во огромни размери. Значи тоа веќе се случи на најголемите играчи во светот, тоа може да се случи. Здравствениот систем на Британија, не знам, банкарски системи. Значи ние сме сведоци дека одредени, да речем, веб локации се предмет на напади. Биле и во Македонија, и пред 10 години и еве да речеме може да били и вчера. Така да тоа се случува. Ние имаме многу солидна легислатива, меѓутоа во круцијалниот дел ни недостасува малку капацитет на она што и ќе се сложи со мене министерот е проблем, а тоа е IT кадарот во рамките на државните институции.
Значи вие не можеби сте под напад цел ден во едно министерство или во некоја агенција, а едноставно не сте свесни за тоа затоа што тоа не ви изгледа никако чудно. Значи и тој проблем е проблем кој мора да стигнати до... Јас знам дека со НАТО интеграциите, дека тоа е една од главните области каде што посилено работите на безбедносните интереси, овдека ќе се истоварат, веќе се истоварени луѓе кои што работат во таа сфера. Но која е отпорноста на државната сајбер сфера? Училишта, болници, парадржавни вајси, ако смеам така да кажем, значи банки, некакви ова што се големи институционални системи и така натаму. Се прават ли такви анализи, министр? Па една е веќе направивме, ја реков дека ќе го кажам наративниот дел на новата национална cyber security стратегија е веќе усвоена од страна на владата. Сега го очекуваме подготовката на акцијскиот план. Нормално не сме најпаметни, најмногу знаеме, ќе се консултираме со граѓанскиот сектор и со универзитетите пред да тоа го финишираме. Меѓутоа, во соработка со Светската банка беше направена анализа пред се на ранливоста на државните капацитети, зборувам сега, за сајбер напади. И дел од тие анализи се објавени, имавме јавна дебата околу тие документи кои што ги направија заедно со, значи најмен беше од страна на Светската банка еден дел на, значи, институт во рамките на универзитетот во Оксфорд кој што работи на оваа тематика. Имавме и гости од Кореанската академија. Само да не е Оксфорд аналитика, тоа е, знаеме, или Кембридж аналитика. Не. Така да, мислам дека направивме сериозна и длабинска анализа на државните, зборам, капацитети институции. Огромен проблем е ова, значи нема IT кадар. Факт е, сосема е точна констатацијата, ние на хартија имаме доста работи, меѓутоа реално нема луѓе по институциите кои што ќе може да ги спроведуваат овие работи. Сега полека почнуваме да бараме кои се постоечките капацитети, значи ние сепак тој Cyber Security Response Team што го викаме само еден мал дел кој што во моментов во Агенцијата за електронски комуникации постои. Значи тоа е, најде да кажам, некаква реакција, тоа е реактивен дел. Кога нешто веќе ќе се случи, тие да алармираат одредена институција и така натака, но ни фалат заштитата. Ни фали делот на проактивност на институциите, на креирање на политики за да превенираат евентуални напади. Не е исто секаде. Во денешно време едни од најатрактивните таргети за напад, cyber security напад се енергетските мрежи, например. Многу повеќе отколку било што друго. И тука пак е проблемот со IT кадрот во институциите. Ако веќе имаме недостаток во приватниот сектор, во институциите драстично поголем проблемот. И зашто не направите преобуки, бидејќи како што знаеме преполни сме со млади луѓе кои што немаат што да работат. Еве затоа токму како дел од регионалниот акцијски план, односно она што е иницијатива на Европската унија за финансирање на голем број на проекти во регионот на Западен Балкан, каде што конечно еден дел и дигиталната агенда, ние аплициравме со еден прилично амбициозен проект, тоа е во Скопје да биде лоцирана првата регионална Cyber Security академија. На основа на постоечката имаме поддршка од страна на сите земји од Западен Балкан, имаме начална поддршка и од страна на Европската комисија, заедно работиме на обезбедување на моментот кога правиме концептот согласно некои израелски искуства и на обезбедување на финансиите. Она што е добро е не почнуваме нула. Во рамки на факултетот за безбедност постои студиска програма за cyber безбедност, која што нуди основни студии, меѓутоа ова Cyber Security академијата претежно ќе биде наменета за вработени во институции, во сите 6 земји да може да добиват брзо тренинг, затоа што некој ако напушти да може брзо лесно некој да биде обучен повторно. Бидиков, Стојановски, кои се вашите релации, чувства и односи кон референдумот? Бидејќи сега преоѓаме на политичкиот капацитет на министерот. Смеам да прашам дали ќе излезете на референдумот или е тоа сепак прашање за кое не сакате да разговарате? Добро. Филип? Тоа е историски настан, мислам, и факт е дека се пружа прилика за директно учество во историскиот настан. Мислам дека било кој што се занимава со некаква активност која што има врска со општеството, не би можело да пропушти да
да биде тој дел вид на шанса. од историјата. Ова го прашувам бидејќи сакам да ја повикам режијата. Ние направивме едно истражување заедно со агенцијата Рейтинг, чисто податоци ги добивме денеска. Неколку пати во текот на денот ги вртевме, отидоа и во дневникот, но сакам да ја повикам режијата да тоа се 6-7 прашања да на брзина ги излистаме со резултатите за да видиме потоа кој е коментарот на министерот за некои од тие прашања. Јас на режијата веднаш ќе кажам дека со вестите веројатно ќе задоцнеме малку, бидејќи имаме голем блок за реклами и сега тоа ви е тој компромис што мора да го правите во една комерцијална телевизија. Режија, дајте со првиот график, мислам дека првиот график се однесува на тоа дали во која насока се движи државата и што мислат граѓаните за тоа. Само да потсетам, оваа анкета е направена во периодот меѓу 11 и 16 септември на репрезентативен примерок од 1066 испитаници и по принципот на door to door, значи врата на врата, лице в лице прашање. Според оваа анкета резултатите велат дека 52,7% од испитаниците ја поддржуваат, односно се задоволни од тоа во која насока се движи Македонија. Оние кои што не се задоволни, тоа е повеќе малку од 1/3, 34% сметат дека работите одат во погрешна насока, а негде кумулативно околу 10-13% останале без одговор или не сакаат или мислат дека не се движи ниту во позитивна, ниту во негативна насока. Следниот график е посветен на тоа и морам да кажам дека процентите од прилike слично се делат. Следниот график е посветен на тоа колку се луѓето, граѓаните задоволни од работењето на владата. Режи, ако може и тој графикон да го видиме, според таа анкета, според тие податоци, 53,3% рекла дека се целосно или главно задоволни, доека 37,4% рекла дека не се воопшто или главно не се задоволни од работењето на владата. Како што гледате, Македонија е прилично воедначено поделена по прашањето на една цврста 1/3 од луѓето практично мислат дека повеќето од работите што се случуваат во државата не одат на добро. Но следниот графикон режија, она што охрабрува ми се чини во оваа анкета, бидејќи може да се спореди со резултатите од некои претходни анкети, а тоа е ставот на луѓето во однос на ЕУ и на НАТО интеграциите. Па овој пат на оваа анкета високи 78,2% од испитаниците рекла дека го поддржуваат членството на земјата во ЕУ. Режија, ја имаме и таа графика? Тоа би се капацитетите на интернет комуникациите, поврзаноста, така е. А 77%, значи речиси исто колку и ЗЕУ, го поддржува членството во НАТО. Само да потсетам дека допред известно време тие проценти беа 66 и 67%. Значи во последниве 6 месеци имаме скок, значаен статистички скок од 10%. Понатаму велат анкетарските резултати дека 48,6% сметаат дека не би можело да се постигне подобар договор со Грција од овој што сега го имаме, додека 33,2%, јас не можам да видам дали е тоа тој графикон, додека 33,2% сметаат дека може да се постигне подобар договор и во иднина. И тоа вие, министре, 1/3 од населението, барем според оваа анкета, верува дека овој договор не е доволно добар. Сличен е процентот на граѓани, одиме на следниот графикон, кои што велат дека ако Македонија сега не искористи шансата за приклучување на НАТО и ЕУ, може да изгуби таа можност за секогаш. Тоа се негде околу 50% од анкетираните, доека 30-32% од анкетираните сметаат дека таква шанса повторно ќе се појави во некоја догледна иднина. Мислам дека тоа е тој графикон кој го покажува. Останатите проценти се делат на оние кои што одбиле да се изјаснат или немале одговор, но тие, гледате, не се малку, тоа се негде околу 1/5 од населението. Исто така дека референдумското прашање е јасно и недвосмислено формулирано, затоа мислат 57% од граѓаните. Додека со тој став не се согласуваат речиси 33% од граѓаните. Останатите биле сигурни или не биле сигурни околу тоа прашање и одбиле да дадат одговор. Сега, како ја оценувате кампањата за излези за Европска Македонија? 52,3% ја оцениле целосно или главно позитивно, 28% ја оцениле целосно или главно негативно, додека останатите рекле дека ниту ја следеле доволно и немаат мислење, или немаат мислење за тоа.
Што се однесува до кампањата Бойкотирам, позитивно е оцениле само 28,5% од граѓаните, а негативно е оцениле 48,4%. Останатите или не ја следели, или не се заинтересирани да дадат одговор. Конечно, кога утре би се одржале избори во Македонија, на оваа анкета, анкетираните одговориле дека 23,9%, а може би од режија ќе ни ја прикажат и ќе ни го тој графикон го немаме, туку што ме информираат по интернет пат во моето уво. Значи 23,9% би гласале за СДСМ, 19,2% би гласале за ВМРО ДПМН, за ДУИ би гласале 5,6%, за ДПА 1,6%, за БЕСА на Африм Гаши 1,5%, за БЕСА на БЛК Сами 0,9% и за Унија на албанците висок 3%. Останатите не сакаат да се изјаснат или биле неопределени, но кога тоа ќе го соберете, тоа е над 40% од анкетираните. Мислите, ја не знам дали успеавте да ме следите и да видите што ова значи и така натаму. Како ви се чини, влегуваме во последната недела на референдумската кампања и на оние кои што се против референдумот, кои повикуваат на бойкот и на овие кои што се за. Како ја оценувате ви атмосферата во земјата по тоа прашање? Мислам дека пред се граѓаните стана свесни за што се работи. Референдумското прашање, мене ако ме прашувате, многу прецизно формулирано, затоа што имаме воопшто постои договор со Грција околу проблемот со кој што го има со нашето уставно име, токму поради интеграцијата во НАТО и Европската унија. Немаше никаква потреба, никаков договор со Грција за било што. Значи, токму тоа е прашањето на кој што треба да одговорат граѓаните. Второ, еве ќе поврзам и со вечерашната тема. Нас ни треба членството во НАТО за да ја зајакнеме безбедноста на нашите граници, но и да ја зајакнеме безбедноста на сајбер просторот. Ние нема да можеме тоа да го направиме сами, особено ако имаме моćни други глобални сили кои што се обидуваат да делуваат или да нападнат, или сега можеби едни, за 10 години други, трети и така натака. Сами тука, оваа мала Македонија, нема да може самата да се одбрани од било која опасност. Со влезот во НАТО стануваме дел од најмоćната воена алијанса во светот, во историјата, и тие безбедностни прашања се импресиите од терен? Ја знаеме целата аргументација за и против и така натаму. Што ви се импресиите од терен? Апсолутно сметам дека граѓаните сваќаат за што се работи, дека огромно мнозинство на граѓаните ќе даде поддршка на договорот и дека Македонија ќе може да продолжи кон полноправно членство во НАТО и во Европската унија. Она што навистина сакам да знаме, било кој што е против договорот, што е алтернативата што ја нуди. Затоа што тоа не сум го слушнал од никого. Алтернативата што ја нудат, и тоа е логична една политичка алтернатива, е да си поднесе оставка и они да дојдат на власт. Окей, ќе си поднесе сега само оставка, други ќе дојдат трети, 15, што правиме со држава, кај ќе оди? Со што ќе правиме? Со што ќе развијаме? Нова програма на нова влада која што ќе каже дека сега почнуваат силно напорите за интегрирање Македонија. Уште 27 години ќе имаме напори за интегрирање. Ја на моите деца не сакам на 1 октомври да им кажам, не знам што ќе се случува. Кајте, министре, она што мене ме загрижува и повеќе ќе прашуваме е тоа што на вака јасни прашања, на вака јасни, како да кажем, дилеми кои што веројатно на секој рационален му е јасно што значи едниот и другиот избор, ви имате 1/3 од населението кое што има таква, би рекол, сега се обидувам да бирам збора, да не употребам омраза кон другата страна во спорот, да е подготвена и да не излезе на референдум, да бойкотира, знаејќи именно дека ќе се наруши иднината, можеби на нивните деца, само за да вие не бидете во право. Без разлика што тоа значи вие и кои се тие вие. Дали овој референдум, за кој јас верувам дека ќе биде успешен, бидејќи гледам анкетите и така натаму, па потоа и она што ќе уследи со интеграцијата, ќе овозможи ли надминување на тој геп, на таа поделеност страшна која е како со нож пресечена? Па токму за да се случи тоа ни требаат европски стандарди, ни треба владење на право и не треба стабилизација на политичкиот систем, на правниот систем на државата. Тоа ако останеме сами надвор од овие глобални системи, апсолутно нема да се случи. Тоа ќе значи дека заборавете СДС на владата, било која следна влада, ќе може да дојде да прави што сака. Затоа што едноставно ќе нема контрола. И ако дури оние што се противници на политиките на оваа влада, први треба да излезат и да заокружат за,
Затоа што тоа значи дека во Македонија се воспоставува ред, владење на право, европски стандарди, граѓаните ќе имаат многу зголемена моќна контрола и ќе може да се воспостават било која политичка партија да е на власт, се воспостави една многу по нормална политичка атмосфера. Јас се надевам дека откако ќе помине ова, пред се пратениците од опозицијата без разлика каков ќе е резултатот од референдумот, ние во собранието треба да имаме двотретинско мнозинство за да се изгласат уставните измени. За да тоа се случи, пред се пратениците кои што се против овој договор, треба јасно да кажат, а веќе 20 од нив рекоа дека не ги интересира што ќе кажат граѓаните, нема го да поддржат никако. Другите 30 молчат. Не знам што ќе кажат. Тоа е индикативно. Не знам, треба да видиме, но значи секако мора да има едно подавање на рака помеѓу двете, ајде да кажам, најспротивставени политички сили, за да заеднички се турка концептот за развој на Македонија. И за да се реализираат и голем дел од работите што претходно зборевме. Ние искрено зборувам да немаме понатамошна интеграција во Европска унија, ние нема да можеме да изградиме мрежава за што зборевме. Никој нема да ја пари. Филип Стојановски, Владислав Бидиков, Дамјан Манчевски, ви благодарам господа. Знам дека би можело сигурно уште еден час да говориме на овие теми и се надевам дека ќе имаме прилика тоа да го правиме. Меѓутоа знаете како телевизијата е меѓу другото и бизнис на некакви слотови временски кои ги пробивме. Ви повикувам да останете со програмата на 1 ТВ, бидејќи после рекламните блокови следуваат нашите редовни вечерни вести. Ви благодарам на гостите за вечерашната дискусија. Утре со вас е колегата Чомовски. Тој е она момче со големи мустачи за кој верувам дека памтите дека гаси и пали по разни телевизии во македонскиот етер. Ви оставам во сигурни раце. Добре дојде и пријатно.